Здраво, деца! Продолжуваме со видео лекциите од Викторија Анџото. Денес ќе зборуваме за работа со слоеви, а потоа малку и за текстуални ефекти. Како што видовте уште во програмата за растерска графика GIMP, работата со слоевите беше исклучително важна. Така и овде постои опција за работа со слоеви. Слоевите кои што ќе ги креираме и кои што ќе ги менаџираме, може да пристапиме до овој дел од прозорецот. Прво да покажам зошто е многу корисна работата со слоеви. Кога имате некаква анимација, кога имате некој објект во анимацијата или ако сакате да имате повеќе објекти кои што независно се движат или се прави некаква измена на нивните карактеристики во текот на време траење на анимацијата, подобро е тие да бидат во различни слоеви отколку да бидат сите во еден слој, кога е многу поголема веројатноста дека ќе се направи некаква грешка и некои од тие меѓукадрите ќе бидат уништени. Еве, например, да покажем една едноставна анимација, значи да се потсетиме за чекорите кои што ги покажавме во минатата лекција. Првиот чекор е креирање на клучен кадар, кога е тоа на почеток се подразбира дека е веќе креиран, потоа вметнување на некој објект, правење на нов клучен кадар, еве нека биде тој 30-тиот, правење на некаква трансформација, нека биде некакво движење на ова кругче и на крајот креирање на motion twin. Сега во овие 30 кадри, значи во тие 2,5 секунди, топчето ќе се поместува од почетната до крајната позиција. И така натаму можеме да правиме повеќе секвенции од нови клучни кадри со нови трансформации на објектот. Меѓутоа, доколку сакаме сега да воведеме некој нов објект, после да речеме овие 2,5 секунди во анимацијата, еве јас не знам, сакам да нацртам некој си квадратче кој што ќе влезе на сцената во овој момент. Забележете што се случи кога јас го нацртав, значи овие меѓукадри се сега уништени. Ова го покажува испрекината цртичка, значи не постои стрелка помеѓу двата клучни кадри. Така да сега доколку ја пуштиме анимацијата, нема анимација фактички, ние само ќе го видиме поместувањето на објектот во крајниот кадар, односно неговата нова положба. За таа цел најдобро ќе беше јас да користев нов слој. Значи работата со слоевите, реков ќе работиме од тука. Во овој дел од тука, кај ова малечко иконче со зелено плукче е копчето за вметнување на нов слој. Има копче за бришање на слоеви, веднаш до него. Значи кога ќе кликнем на Insert Layer се вметнува нов слој, слоевите се викаат слој 1, слој 2 и така натаму, можеме да ги менуваме нивните имиња. Например, во слојот 1 кај што се наоѓа ова топчето, еве јас ако кликнам два пати, исто како и кај GIMP, ќе можам да менувам име, еве во слојот 2 ќе го именувам звезда, оти тука ќе метнам некоја звездичка. Кога работите со слоеви, не значи дека мора истовремено да се одвиваат дејствата во повеќето слоеви. Например, јас во овие 2,5 секунди, на крајот на овие 2,5 секунди од движењето на топчето, сакам тука да ја воведам звездичката. Значи сега во слојот звезда ќе вметнам клучен кадар, што ќе биде 30 клучен кадар. Во овој слој, од кадарот број 1 до кадарот број 30 нема ништо да се случува. Фактички во тој слој нема да имаме дејство, меѓутоа истовремено на временска валента гледаме дека ќе има дејство во другиот слој, во слојот круг кој што веќе претходно го направивме. И сега, додека е селектиран 30-тиот кадар, значи фактички клучниот кадар во слојот звезда, јас можам еве да нацртам една звездичка, која што ќе биде надвор од сцената. Објаснам што значи ова. На почетокот кажав дека сцената има одредена големина, во случајов 550 на 400 пиксели, но доколку нешто нацртате надвор од сцената, тоа нема да биде прикажано доколку анимацијата ја експортирате како флеш муви. Само кога објектот ќе влезе во сцената, тогаш ќе биде прикажан во таа анимација.
Јас не сакам звездичката да се појави од ненадеж во сцената, затоа сакам постепено да влезе во сцената, со тоа што ќе ја нацртам надвор од сцената. И сега еве да речеме таа звездичка во, не знам, прилика ги вметнувам овие кадри, значи да се појави, да појде некаде тука. Ќе го направам овој motion twin. Паралелно, значи не мора да бидат исти во исто време да се менуваат клучните кадри во различните слоеви. Може да бидат различни. Еве, например, сега ќе слојот круг, ќе направам нов клучен кадар во 70-тиот. Него ќе го поместам, еве да речеме, некаде ќе го вратам назад, или нека појде некаде тука и ќе му сменам некакви карактеристики. Малку ќе го деформираме. Може и боја да му смениме, сеедно. Сега ќе ги поставам овие меѓу кадри. Значи, овие може да се менуваат напоредно. Еве сега ќе звездичката пак. Нека биде 85-тиот, таа во меѓувреме, не знам, нека појде горе и нека се ротира. Патувајќи, значи, до таму, ќе се врти. И тука ќе поставиме motion twin. Ако вака ќе оставиме, значи до 70-тиот кадар, ќе го гледаме кругчето, после тоа ќе исчезне до 85-тиот. Затоа доколку сакаме правилно да ја завршиме анимацијата, ставете празен клучен кадар без меѓукадри на крајот за да завршат двете истовремено. Значи јас овде ќе кругчево ќе ставам insert keyframe, што значи кругчево кога ќе заврши со трансформацијата во 70-тиот кадар, ќе мирува, ќе остане, но ќе го гледаме до 85-тиот кадар, доколку ова не го направи, тоа ќе исчезнеше. Вака, целата анимација ќе трае 85 кадри, па да видиме како тоа ќе изгледа. Значи до 30-тиот кругчето е само, се појавува звездичката, влегува внатре и сега секој независно си работи едно со друго и во 85-тиот кадар тоа завршува. Еве да ја зачуваме анимацијата. Нека биде прво во облик на VGD файл и сега да ја експортираме како Flash Movie, да видиме како тоа ќе изгледа доколку го отвориме во... Чеве кругчето е само, па сега влегува звездичката, гледате на сцената се појавува, значи ја немаше на почетокот, постепено се појави и нормално сега до кога ќе заврши тоа се повторува постојано. Се надевам дека ова е јасно. Секогаш кога користите повеќе објекти, трудете се да бидат во различни слоеви. Инаку да само да дозавршам за слоевите, слоевите може да ги да ги бришете доколку сакате, значи еве го копчето за бришање на слој. Може слојот да го исклучувате да не се гледа, нешто слично како GIMP, и да го заклучувате да не може во него да работите повторно нешто слично како во GIMP. Значи доколку имате повеќе слоеви за да не ви се мешаат работите, затоа што сите фактички гледате на една сцена, подобро е да ги заклучите тие што не ви се потребни за да може да имате пристап само до слојот во кој што моментално работите. Ова беше за слоевите, а сега ќе покажам уште и за текстуални ефекти. Нешто покажав за работа со текст кога ги објаснувавме овие алатнициве. GIMP, се извинувам, Vectorian Joto има интересни веќе готови ефекти кои што можат да се зададат на некој напишан текст и тоа убаво да изгледа заедно со остатокот од анимацијата. Тоа ќе го направам јас во нов слој, значи ќе направам нов слој кој што ќе го наречам текст. Во него е во првиот кадар нека биде. Ќе напишам некаков текст. Текстот нека биде напишан било каде. Некаде овде. Не е важно, еве ќе напишеме информатика. Да ве подсетам, доколку сакате да менувате некакви параметри односно својства на текстот, потребно беше од менито Windows да го прикажете просторчето Object Properties, во кое што, доколку го селектирам ова, значи ќе можам да менувам некакви параметри, еве дебелина, нека биде големината голема, преголема,
ако може. Ќе го зголемиме. Добро, ова ќе го исклучи, повеќе не ми треба. Сега, на овој текст, кога текстот се наоѓа во рамката, доколку кликнеме со десен клик, се појавува опција, на една од опциите во тоа контекстно мени е ефекти. И треба да ги додадете ефектите, значи се појавува како подмени. Се отвора еден сосем нов прозорец во кој што сега да го објасниме за кратко, ќе видиме кои ефекти може да ги бираме и како нив да ги менуваме. Значи ефекти има не знам колку, може би 50-тина, може би повеќе. Тие се во овој првиот дел од прозорецот означени со некакви имиња. Значи првото се вика, не знам, слетување на авион, второто се вика алфа сплит, имате, не знам, ролетни, па, не знам, цилиндар, коцка и така натаму и така натаму. Значи еден куп ефекти. Тука пак во вториот дел се својствата на конкретниот ефект кој што сте го избрале. Знаете дека секој ефект има одредено време траење, значи време траење во колку кадри тој да се изврши. За различни типови на ефекти имаат различни својства кои што се овде се појавуваат, затоа што различно изгледаат. Например, овој е правецов во кој што ќе се вртат овие букви како од коцки да излегуваат. Може тоа да го направите да биде одоздола нагоре или одгоре надолу. Еве да видиме некои други, например, што е ова? Еве, Explode. Тој трае 27 кадри. Колку да каснат буквите и така натаму. Ова е некоја си радиација. И така натаму. Значи има некој, немам намера сега да ги покажам сите, ќе си ги погледнете вие, ќе ги видите. Кога сте задоволни со она што сте го избрале, еве например овој трае 27, јас ќе го зголемам наместо на 27 нека трае 40, значи по полека да паѓа текстот. Колку го зголемувате толку по полека. Мене ми траеше анимацијата 85, добро, доста е 40. Кликам ОК. И ќе го видиме сега. Значи во слојот се пишува името на ефектот. Нашиот ефект кој што ги избрав беше лупин. Гледате трае 40 кадри. Од тука натаму нема да видиме доколку го оставиме вака. Еве ќе ја пуштиме анимацијава. Гледате се губи текстот. Од 40 до 85 го нема. Доколку сакаме да го има и да остане како што треба, значи треба само да му ставиме сега на крајот на останативе слоеви и тука еден keyframe кој што се повторува сега 2 пати. Го направивме да се повторува 2 пати. Заради тоа што од прилика двојно беше растојанието помеѓу нив. Пробајте ги текстуалните ефекти заедно со слоевите. Наредната лекција ќе ја пратам наредната недела. Ќе зборуваме, имам уште 2 лекции за циклус на чекорење и за внесување на звук во анимација, па ќе ви ги објаснам тоаш правилата, односно пропозициите според кои што ќе треба да се работите дома една анимација и како таа потоа да ја зачувате и да ми ја испратите. Толку за денес, се надам дека сте сите добро, останете дома, поздрав, се слушаме понатаму.